Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Овој пат емисијата не ја реализираме во студиото на Канал Визија, туку сме во објектите на јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина, поточно во објектот Бончејца. Разговараме со ВД директорот на ова јавна општинска установа Орце Тодоровски. Причината за разговорот со него се инвестициите во објектите и секако бројните проекти кои што се за едукација на младите. Пред да проговориме за тоа што се е инвестирано и направено во објектите од јавната општинска установа Наша иднина, пред се да ни кажете за оние кои што знаат, секако и за оние што не знаат, која е личната карта на установата која што оваа година прославуваше 50 години јубилеј. Прво да ви се заблагодарам за посетата во нашата установа. Можам да ви информирам дека нашата установа постои 50 години и имаме јубилеј. Оваа година го реализиравме тој јубилеј со една приредба во Марко Цепенков, со присуство на сите воспитни групи во детските градинки и за вработените една мала свечаност донирана од нашите спонзори. Ние во нашите 11 објекти имаме 1425 деца, 142 вработени на неопределено работно време, тројца со договор на дело. Имаме сега од UNDP 6 нови вработувања, лица кои работат по 4 сати како дополнителна дејност, со цел да се стекнат со сертификати кои ги добиваат бесплатно, ги спонзорира UNDP. Можам да кажам дека во градов имаме 6 градинки и тоа Тризла, Аличер, Гоце Делчев, Бончејца, Рамполевката, Работнички универзитет. А имаме во други просторни услови, во детските градинки во селата, Тополчани, Криогаштани, Мало Коњари, Беровци. Овие градинки се со други просторни услови и настојуваме во школите, обично во школите како дополнителна дејност му се јавува тоа, си имаме посебни простори и обавуваме градинки со од 4, 3, а некаде имаме 14, во Канатларци имаме голем прилив на деца и ние ги снабдуваме со сувдневен оброк овие детски градинки, а другите се со 3 оброци и супер ужина. Кои се проекти ги имате реализирано во изминатиот период до сега? Можам да ви кажам во врска со проектите сме многу активни. Имаме проекти кои се од наш аспект реализирани, а имаме проекти со донација. Оваа година ние успеавме да формираме и да направиме и да ја пуштиме во употреба најновата градинка, една од најубавите во Република Македонија, тоа е градинката Рамполевката. Едно е да гледаш отстрана, а друго е јас кога дојдов на ова место и можам да ви кажам дека ситуацијата беше, можам да речам, очајна. Ниедна врата не беше направена по стандарди. Ниедно WC не функционираше. Ламинатот, настојувајќи да ги средиме просториите, се уништи во една занимална. Алармот скрос уништен. Вратите ниедна не се затвараше. Ова требаше јас да го реализирам заедно со мојот тим и сите вработени. Работевме макотрпно 3 месеци. Сето тоа го саниравме и во 5-ти месец ние ја пуштивме оваа градинка и е една од најубавите во Република Македонија. Згрижуваме 120 деца од хетерогени групи, во 4 воспитни групи. Имаме запослено таму 11 лица на неопределено работно време, 4 воспитачки, 4 негователки и помошен кадар. Оваа градинка има прекрасен двор, али тука треба да се направат некои дополнителни активности од наша страна, со помош на соседите, да речем, комшиите, кои во последно време не ни дозволуваат ни ограда да поставиме, но се што е законски по стандарди, ќе настојуваме да го изреализираме. Во градинката Бончејца можам да ви информирам дека преку 40 години течела вода, која не е искористена за ништо. Таа вода во сите објекти изнесуваше околу 100.000 денари месечно. Ние успеавме со помош на јавното претпријатие Водовод
да го отстраниме тој дефект, некаде околу 30 метра водоводна надворешна мрежа ни сменија. И сега од 100.000 денари ние успеавме да го намалиме сето тоа на 36.000 денари месечно за 11 објекти. Јас мислам дека 70, скоро 70.000 денари не се малце месечно за штета за детските градинки. Во врска со донациите сакам да ве информирам и во овој момент и да им се заблагодарам на сите општествено корисни фирми, вклучувајќи ја тука пред се Охридска банка, ИГ банка, кои ни доделија опрема во канцелариски материјал, столици, ормари, чешми, се што можеше да се извади од градинките, од самите банки, ние сами го средивме и го донесоме. Ни донеираа и 2 клими кои ни овозможуваат за разладување на просториите каде децата го убавуваат дневни ручекот, поручекот. Имаме донација од страна на родители на 6 училници, ни ги реновираа прозорите со нова ПВЦ дограма. Златна рака изведе сета таа работа и ние сме преблагодарни што и родителите се вклучија за на децата да имаат потопли простории во овие зимски денови што идат. Имаме донација од родители кои ни овозможија ние да формираме и да насадиме во градинката Бончеица 15 до 18 елли, смреки, борчина. Ни донираат цвеќиња во 3 градинки Бончеица, Аличеир, Тризла, за да ги разубават дворовите. Од Меремерен комбинат имаме донација на 30 тона ризла. Ризла кој ние ја користиме за изградба на пристапни рампи за инвалидски колички. Тоа е проект од владата на Република Македонија и тие сакаат да се вклучат и нивната помош добре дојде. Можем да ви информирам дека првата ботаничка градина која е од ваков обем во нашава земја од 1500 метри квадратни и со толку производи овозможивме едно лице наше вработено ни овозможи сето тоа да го изменаџира. Оваа градина можам да ви кажам дека по карактеро е нешто најдобро што ни се случи за децата. Успеавме да насадиме цвекло, моркови, роквици, граф, од сите производи. Нашите деца не знаат се уште да читаат сите, па има и нагледни табли, на секој дете да му е јасно што е и каков производ е. Најбитно, оваа градина не е нашата цел да биде направена со цел ние да ги нахраниме децата. Нашата градина е едукативна. Покрај едукативниот карактер, децата од сите воспитни групи со своите воспитувачки и негователки секој ден имаат можност сами да си наберат плодови, сами да ги исчистат, измијат, учителките и коварките му ги средуваат и за ручек секој ден имаат свеж зеленчук. Но ние овде не застанавме, ние го запазуваме и хуманиот аспект. Ние ги учиме децата да донираат, да бидат хумани. Во Старски дом еден ден им однесовме 4 гајби од нашите производи за време на ручекот им беа поделени и тоа беше едно прекрасно изненадување со помош на директорот од Старски дом. Оваа акција беше спроведена најдобро што може, а децата беа наградени со ужинки, со благо и задоволството беше обострано. Овде можам да ви кажам дека во овој период ние направивме еден доста голем проект во летниот период, набавивме монтажен базен, направивме 5 песочници со сепарирана песок. Ова сепарирана песок е една од најчистата речна песок која користиме за децата и направивме мини плажа. Мини плажа со лежалки, му купивме исто така на децата некаде околу 50-60 крпи и сите градинки се вртеа паралелно. Денеска Бончеица, утре Тризла, така да видов дека овој проект е доста примен од родителите, од децата и ќе настојуваме наредната година да го продолжиме
понатак. Во објектот во градинката Гоце Делчев инвестицијата изнесува околу 690.000 денари, односно извршено целосна репарација на кујната со промена на водоводната и електричната инсталација. Се подготвуваат одреден број на оброци, но има капацитет оваа кујна за многу повеќе. Можам да ве информирам дека овој период го завршивме еден од најголемите проекти што ги имавме зацртано за оваа година, во вредност некаде околу 1.000.000 денари во градинките Гоце Делчев и Еличе. Во градинката Гоце Делчев направена е комплетна репарација на целата кујна. Обезбеден е казан во вредност од 470.000 денари, од некаде 300 литри. Бидејќи нашата градинка дневно, сега во овој момент, изготвува 1100 оброци дневно, капацитетот ни се зголеми сега на 1500. Во оваа градинка направивме целосна реконструкција на целата водоводна и електрична инсталација. Поставено е ново осветлување и според инспекцијските надзори мораме да ја извршиме комплетно молирисување на целата кујна. Овој објект ние завршивме до тука, но не запираме тука. Во Еличе градинката комплетно е донирана од страна на Гентер, Ротари клубот, приватни лица, фирми, како фирмата од Микросам, ни донираа ПВЦ дограма за цела градинка. Во оваа градинка 35 години не е инвестирано во толкав обем и со толку средства. Тоа беше од донаторите, а ние сами со сопствени средства, со средства од донации од општината и од министерство, успеавме да направиме целокупно нова фасада. Фасада која овозможи ова да биде една од после Рамполевката една од најубавите градинки. Ја молирисавме таа градинка и градинката Бончејца некаде во вредност од 370.000 денари. Користам приликата да им се заблагодарам на сите вработени кои самопожртвувано со сопствени сили ја обезбедија дрвената ограда, ја премачкаја и можеме да речеме дека имаме една втора поред најубава градинка после Рамполевката. За згрижувањето на децата, освен што се подобруваат условите во постојните објекти, можне важен сегмент е и социјализирањето и едуцирањето на децата. Кои се проекти се реализираат? Можам да ве информирам дека децата покрај настава што имаме во градинките, ние имаме и вон институционална настава. Искористивме оваа година со помош на предпријатието ПУП, кој ни обезбедува превоз, да ги однесиме децата до Крушево на еден викенд со цел да се запозна со децата од градинката Гонча Туфа. Има ја посета на Мечкин камен, на Илинден споменикот, има ја заеднички ручек. И имаме сега возвратна посета сега од Крушево, па ќе им дојдат нас на еднодневна посета, со цел да ги зближиме децата, да се зголеми другарството помеѓу двете градинки. Имаме по повод 11 октомври со помош на Вовчина ги однесовме децата да ги посетат могилата на непобедените. Имаме проект во соработка со тенискиот клуб од нашиот град кој што се наоѓа во предпријатието во близина на Металец, да ги однесеме, да ги запознаеме со тениската игра и да ги запознаеме со најдобриот наш млад тенисер од нашиот град Михаил, со спаринг партнер. Има ја меч со цел децата да видат како е тениската игра, му донираја блузичина, топчина, рекети, мрежи и сето тоа е во корист на децата. Ги носиме денеска, во овој момент се во музеот на град Прилеп и имаат еднодневна активност каде децата со помош на глина изразуваат творби и ќе настојуваме да ги презентираат преку изложба и посета на други градинки. Имаме посета на градската библиотека по светскиот ден на книгата и однесовме децата со цел да се запознаат, да го видат детското катче, да ја видат читалната, канцелариите каде што му направивме еднодневна презентација, приредба на вработените со цел да му се заблагодариме за топлиот прием. Имаме посета на текстилните фабрики
Конфи Ангел, ја користам можноста да се заблагодарам на директорката, бидејќи е еден од најголемите донатори во детските градинки, на чаршафи и се што ни е потребно донира. Фабриката Тритекс, еднодневна посета од страна на децата. Освен ова, ние во овој период имаме набавка на канцелариски материјал кој го користиме и дидактика за децата со цел да изработуваме работилници во нашите градинки со помош на родителите, воспитниот кадар и децата. И имаме разни катчина, катче за фризерки, механичарско катче, со цел децата да изработуваат се нешто ново и ново. Што и како е набавено од страна на опрема за непречено да функционираат градинките? Градинките настојуваме секој месец да набавиме по нешто ново и да ги усовремениме. Имаме набавено клима уреди, имаме во градинката Рампел Полевката обезбедивме комплетно нова перална со сушара, машина за перење, а во тек е проект во висина од 20.000 евра за набавка на столчина, некаде околу 570, масички 100 и креветчина 200. Овај проект го спроведуваме по инспекцијскиот надзор што ни беше дојден и сме должни, не сме во детската градинка да има оштетен мебел, да не дојде до повреда на децата. И за да го реализираме тоа, овој момент сум горд што во нашиот град успеа да го земи фирма овој тендер и овие средства ќе останат не се малце 20.000 евра. Споменавме, кажавме што се е направено и реализирано, но сега да ни кажете кои се планираните активности за воиднина. Ние како што работиме сега напорно, планираме и за наредната година да имаме низа на проекти. Сега ќе ви кажам некои од нив кои што планираме да ги изведиме. Планираме во сите градинки да направиме соларни панели. Тие соларни панели има можност да бидат донирани од еден родител, со добра волја негова тој донира 2. Но ако тој донира 2, ние преостанатите ќе ги купиме сами, бидејќи ние сме потрошувачи на многу топла вода во кујните. И сакам да ги поврзам постојните бунари од нашата градинка, кои што се направени, и да се намали потрошувачката и на вода. Со техничка вода за вецината да се користи и да имаме заштеда и на струја и на вода. Сакаме да ги уредиме дворовите со нови спортски содржини, со нови лизгалки, со нови играчки. Децата кај нас заборавија едноставно да спортуваат. Сакаме да ги раздвижиме со посебни направи спортски кои што се едукативна за предшколска возраст. Во Гоце Делчев планираме да направиме едукативен овоштарник. Овој едукативен овоштарник се состои во тоа што ќе засадат децата заедно со нашите вработени од сите овошки, цреши, сливи, јаболка, утре да можат прво да ги консумираат, а потоа и да ги донираат што ги имаат вишоците. Сакам да ви информирам дека оваа недела почнуваат активностите, добиена е банкарска гаранција за градинката во Тутунски комбинат и сме повикани од страна на градоначалникот да ги одредиме просториите кој за која воспитна група ќе биде и за каква намена. Сакам да ви известам дека од Светска банка имаме донација од една градинка која ќе биде изградена во нашиот град, финансирана од нив. Задача е на општината да најде локација и инфраструктура, патна мрежа, водовод и инсталација. Покрај овие работи што ги набројав, сега за неполна недела почнува една од најголемите инвестиции во детските градинки. Тоа е во вредност некаде околу 5 милиони денари покривање на градинката Тризла, а тоа е почеток на една добра соработка со фирмата Гентер, која ни обети дека доколку вие ја покријате градинката, останува сето наше останато, ние да го isfinansираме, па да се надеваме дека ќе биде договорот испочитуван. Со овие зафати кои што се планираат, значи ли дека се повеќе и повеќе ќе се намалува бројот на деца кои што се на листата на чекање? Сакам да ви информирам дека за неполна година ние затекнавме 500 деца на листа на чекање.
Оваа листа е намалена за 300 деца и сега во моментов имаме уште 200 деца незгрижени. Кај нас нема политика, нашата дејност е секое дете што ќе дојде да биде примено, под услов да исполнува следниве работи: да има бриз од грло и нос исправен, да има посета на матичен доктор дека детето е здраво, да има потврда од родителите дека се вработени за да ги подмируваат, да речам, минималните 1490 денари месечно или 54 денари дневно со 3 оброци и супер ужина. И се чуваат децата од 6 до 18 часот секој ден. Грижата околу најмладите, секако не само згрижувањето, туку и едуцирањето е ваша најважна работа за функционирање на оваа јавна општинска установа. Јас ја користам оваа можност, покрај згрижување, хуман аспект, воспитување на децата, да им се заблагодарам на Министерството за труд и социјална политика за несебичната помош и соработка со министерката и целокупниот нејзин тим. Можам да кажам дека имаме прекрасна соработка со општината, со градоначалникот Илија Јовановски, кој ни излегува во пресред и не удостојува и не овозможи да ја отвори 50 годишнината од јубилеот, и користам прилика да им се заблагодарам на сите родители што ги носат децата во нашата установа и се надевам дека се задоволни од нашиот ангажман, да им се заблагодарам на вработените за несебичната соработка и се надевам понатаму ќе извршува секојдневните активности. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата Граѓански прашалник, која што ја реализиравме во објектот Бончејца во јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина. Разговаравме со ВД директорот Орце Тодоровски, кој ни кажа за инвестициите, а секако и за едукативните проекти кои што се реализираат. Пријатно со програмата на Канал Визија.